Референдумот во Македонија повторно го жешти прашањето за влијанието на Русија на Балканот, и тоа не само поради неколкуте директни посочувања за наводна интервенција пред 30 септември, туку и со изјавите на портпаролот на руското МНР Марија Захарова дека Западот се обидува да ја привлече Македонија во НАТО, дури и по неуспехот на референдумот. Дел од аналитичарите и политиколозите се сложуваат дека руските интереси за Македонија нема да се намалат, а потврда за тоа доаѓа од руска адреса, односно од професорката Катарина Ентина од Националниот истражувачки универзитет Висока школа за економија во Москва и виш научен соработник во Институтот за Европа на Руската академија на науките. Дека московското влијание на Балканот и во Македонија ќе продолжи е несомнено, велат експерти. Останува отворено само прашањето дали ќе продолжи досегашната стратегија или Москва има нов план. Професорката Ентина Викендов во специјална емисија на Бугарското национално радио, посветена на Македонија, референдумот за името и руското влијание, изјави дека иако Македонија во третиот ешелон интереси на Кремљ, Москва не може да не се интересира за ширењето на НАТО и дека тактички Русија има многу други приказни. Референдумот покажа дека Брисел не ја контролира ситуацијата во Македонија. Имам сомневања дека Русија ќе интервенира во оваа игра. Прво, поради глобалната игра и наклонетоста на регионот кон Запад. Возот одамна е испуштен. Дури и да не е испуштен, регионот има голем потенцијал за конфликти, што е сосема непотребно на Русија, бидејќи таа не се стреми кон такво нешто. Тактички имаме многу други приказни од меѓународната агенда кои имаат поголема сила и внимание. Аналитичарите се поделени околу тоа дали Русија ќе ја смени стратегијата и дали по референдумот Русија запишала победа против Западот во сферата на влијание. Професорот од Универзитетот во Грац и експерт за Балканот доктор Флоријан Бибер во интервју за Слободна Европа вели дека Русија останува со старата тактика. What it has is trying to disrupt as much Euro-Atlantic integration wherever it can, and that Balkans is the easiest area to do it. And that's why I see Russia continuing to play its role. I don't expect any dramatic changes. I would rather see business as usual, so to speak. Американскиот професор и познавач на балканските прилики Јанош Бугајски пак смета дека руското влијание во Македонија ќе се засили ако пропадне договорот со Грција и дека ќе се разгори национализам и сепаратизам кои ќе направат Македонија подложна на руско влијание. Ако договорот не ја добие потребната поддршка, земјата ќе биде изложена на етничка радикализација, регионална нестабилност и на руско мешање. Националистите се охрабрени од неуспешниот референдум. Национализмот и сепаратизмот ќе направат земјата подложна на руско влијание. Москва во Македонија гледа упориште за својата борба против Европската унија и НАТО и се надева дека од Македонија ќе може да направи нова Република Српска. Наспроти Бибер и Бугајски, московската професорка Ентина навестува нова тактика од Кремљ. Во моментов Русија нема конкретна стратегија, но фактички присуствуваме во сферата на економијата, на културата, некаде на политичка интеракција со одделни земји и со одделни групи на сили. Ова не дозволува Русија да исчезне како таква. Имајќи предвид дека нашата соработка со Турција и Кина се засилува, тогаш во секој момент земјите од Балканот можат да станат и најверојатно ќе станат зона на интеракција во триаголникот Русија, Кина, Турција. Ова во голема мера ги зајакнува нашите позиции во споредба со оние на нашите евроатлански партнери. Дали ќе има нова стратегија или стара тактика од Москва за Македонија, ќе покаже времето. Единствено известно е, велат експерти, дека кршењето на копијата меѓу Западот и Истокот на Балканот нема да запре.